Tam 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 taram tam tam Taram, tam, taram taram. Та-да. Good evening, Europe. Good evening, Македонија. Yes. И имамо тука коментаторките наши обично беа ај сега да не навредувам да, ама нели многу народ хејта по Facebook, аман више од тебе, се ти мора да коментираш како коментаторка. Една од МТВ беше Да. Тоа Спомнаме ја како предходната Македонија. емисија. Ние го са друга некоја коментира, ама ја гледам или на Србија или на Хрватска, пошто некако искрено не ќам нашите многу ме замарат. Србинката што коментира Наште премногу, значи дури сега ја може ти разбирам англиски, па сакам да ја слушам таа на англиски што Да. зборе, Да. а она преведува и она Да, си го преведува зборам. на нејзин начин, некако како она го разбрала, не е нели буквален превод. Тоа што викаш некад, да. Али не ми се допаѓа, и не ја ни слушам музиката у позадина, кога идат оние Србинката, блицовите. Како коментира србинката, тоа ти е као ја да се слушам какви размислувања има, тоа ти е лудило. Да. Саркастична е малку таква. Па да, треба малку да биде по Како вајб. британец, исто и UK имат многу јак, не знам како се вика са, и исто и тај какви коментари или како им ги лепи у фаца. Да. Тај дури па и претерува, некад фани од почетокот на песната, не може да престане кога се заламва. Еј, тоа не ми се допаѓа, нели, почнува и песната и они, ајде, па зборат, чекај бре човече, песната сакам да ја слушам. И многу пати викам, зашто бе не ставила некој превод од оздоле, нема потреба ни да се коментира, ама веројатно уште не се тоа со технологијата толку у МТВ напредни или не знам. Па не знам, под МТВ, добра, ќе стигнемо можда таму полечка. Тоа што полечка, Македонија одма, ние сме македонци, за Македонија би збориле, а мислам дека она ние не учествуваме уште од 2022, последна ми беше За жал. Circles. Ја баш вчера ги малку прелиста 5 песни наши што учествувале у последните години, последната Андреа Circles мене ми звучи очајно. Јас стварно не икам да звучам како некој хейтер, ама стварно многу очајно, многу литичко, многу слаба сценографија. Гледа се дека без пари направено е. Сакаш? За Кај тие пари? види, сега и ќе се согласам и нема да се согласам со тебе. Од причина што вчера ја слуша песната и као You don't wanna test my limits. Мене ми се допаѓа. Ја кога замижам, као баш ми е онака комерцијална радиска песна. Ето, Ама добро. самиот, што викаш ти момент, сценски настап, како беше облечена, самиот спот мислам дека беше некаде низ Скопје сниман, под некои мостови таму со ѓубрето у позадина, мислам, управо си викаш, што викаш дека со ефтино е правено. Позадина. Ја, Како? кој е ѓубре? Има ли ѓубре? Па, не знам, таму имаше, гледаше некој видео што како бе. Ама мислам, нели, не, на спото нема ѓубре, него кога они правеа кај Добро, тоа се природни убавини. Па да. И мене ми се допаѓа песната, ама абе ајде, не, но типа, ама си па хейтер. Па што? Тоа е радиска песна, нека биде радиска, нека победе на Макфест, на Евровизија тоа не може да победе, бре. Па, добро, ама па што треба на Евровизија да се прате, бе? Треба да се прате. Што би пратила, ева ти? Мене ако ме прашаш, ја многу ги сакам Дупер. Ева, на пример, они нека идат. Дупер имат стварно и певливи песни интересни, ја мислам дека они би направиле нешто интересно, што е и нивни стил, ама и за Евровизија. А Евровизија не сум ја следила, лани ја следи, ама не со толку. Последните неколку години не ги многу следеше од причина што многу ми се некако, сега не ме сваќа погрешно, не ќам ни да адресирам некој, ама се некои фрикови, се многу се LGBT промовира. Насилна е многу, да. Пропагандата е премногу насилна и не ми се допаѓа. Од причина што се е некако ispolitizirano и знаеш се врте на тај дел отколку на музика. На тај и на онај дарк дело, рогови, ѓаволи, врагови. Да, и сатанистите, точно, ете. Не знам.
Ја нели, сум не би сакала да звучам... Сатанисти, ама стварно реално да гледамо нели на работата, стварно тие работи многу ги гурат у прв план. Премногу се очигледно дури. Да, не е нешто така да речеш. Не е нешто онака меѓу символично меѓу редови да читаш и да гледаш, него апла со рогови, вештерки, кругови ми прават, со пентаграми на сцена. И веќе тука се губе духот, значи музиката, еве. Па тоа знаеш, они се бранат, артистите што ги изведуваат тие песни. Да, тоа се е арт. Да. Не ми е тоа мене арт, нено и порано имало арт и музика и се, ама моментално веќе е станато кој по фрик ќе испадне на сцена ќе победе и кој по ќе биде... Абе чекај, добро сте. Не знам. Не знам, па можда ако си го врнемо филма малку уште по наназад, ево, пошто јас скоро дознав дека ти си исто евровизиски фан, што не сум знаел уште еднаш. Ти уште не можеш да си дојдеш при себе. Уште не можам да те доживеам како Евровизија фан. Ама, например, Ќе ти кажам и нешто друго, ајде. Сега ќе ме копка. Докажи се. Као фрикови, што се фрикови? Увек има нешто што е фрик за некои од гледачите, не за сите. Не знам дали како се сеќаваш дека беа многу потресен народот кога победија Лорди, например. Исто они беа... Ја мислам не толку Лорди, колку што кога победи Кончита. За Лорди уште беа. За Лордите беа 2005-та, која е тамо 6-та година. Да, оно со хеви метал, со тие маски на нив. Од кај беа Финланд, финск? Да, мислам финска дека беа. Така нешто, да. Мислам. И оние крилата му излават као на бет, као на... Да, Лил Вијак нешто како вампирски. Ја таа година беше многу разочарана. Ама тие години имаше песни реално што станува хитови и што уште ги некако... Да, певе, вчера гледам на сајтот на Евровизија кои песни се највеќе вртени, 100 песни највеќе вртени низ историјата и највеќе она Stepping 1, 2, Where are you? You still in my heart. Јас не знам да пеам, али. Победи, ама таа песна беше искористена како реклама за некоја телекомуникацијска компанија, мислам дека или така нешто на светско ниво. А и за тоа не... И оваа година има една таква песна што ја прогнозирам дека ќе го користат у реклами. За ја како евровизиски фан точно, меѓутоа кај мене е проблемот што многу ги мешам државите со изведувачите и некако не сум баш... Не можам одма да, евро пример, Лорди не можам 100% да кажам дека се од Финска, знаеш, некако така, не сум до толку обсесивен, али у секој случај сум голем фан бил од дете, од причина што сум пеал, сакал сум сцена, сакал сум, тоа ми е било на мене синоним за нешто што е најголемо музичко збиднување, најголема сцена и реално е било порано така, не имало големи фестивали и концерти толку често у тај период. Јас зборам 99-2000-та. Ја тоа го спомнав во една епизода. Прва ми е гледана со победата на Израел на Dana International. Да. И она и Dana International е трансджендер. Па да. И вчера ја гледам, викам, леле, значи тогаш можеле лесно да не излажа. Стварно не се познава дека тоа било муж пред. Ја не знам кога какви коментари имало. Па не знам, тоа да се вратиме на назад. Имало е нешто, ама гледаш Евровизија и било како портал за влез у светот, дека и тоа одамна не нас премале, дека види до кој степен ќе дојдеме да се нормализира тие работи, промена на пол и тие работи. Гледаш? Леле, у тоа не верувам дека ете нешто не спремале. Ама се е тактички, не, но да, се е тактички, не, но се е тактички, верувај. Одамна ги прават тие работи. Слушај, чекај малце. 10 минути зборемо. Речемо Good evening Europe. Добро вечер, Свети Николе. Добро вечер. Подразбира се бе тоа. Па не им кажамо на дечките здраво, фала на коментари. Ја немам време да вака на Инстаграм да кажам, да им се обратам на луѓето. Ти можеш слободно у моје име да збориш, да кажеш фала. Оградуваш се. Не зборам у имена. Ќе речеш што збореш, што лупето овај. Па добро, за фала сигурно нема да ти замерам, ама знаеш ти малку си по мас медија по тие работи, знаеш. Тебе тоа ти доаѓа природно. Масивен.
тебе природно ти доаѓа тоа, али сепак фала дечки и коментари и мислам ќе бидеме подобри во секој случај. 98 било Дана, Да. Дана, бре, човече, поздрав до Дана. Дана. Дана сега е моментално у Виена и она гледа Дана? шета таму, се спрема за Евровизија и ја и љубоморам. Треба барем некој сувенирче да ни земе. Ке и да Евровизија. знаеш, ке и речам. Ке и речам, не само Може да падне там на улица некој знаменца, нека го земе. да, од Евровижн, да не биде Ќе се као. фалеме. Да, ја верувам дека особено пред сад да напоменемо дека ние во ога снимаме пред да се случи целиот Да. настан. Да. Значи, вторник е прво полуфинале, четврток е второ полуфинале, сабота е финале. А у петок нас ќе не гледате. Пауза ќе направите, Да. да не ви биде досадно, да има Евровизија у петок. Така. Ќе почне Евровизијата со црвениот тепих или како више се вика, дали тирки за не појма немам. Таму негде по околу салата, објектот кај што ќе се одржува Евровизија, се стварно не знам точно како се вика тие. 16 би цирк, Данка речека и не ја била. Не знам, стварно не знам. Па супер, одлично, ја вчера кад виде дека е тоа така ситуацијата. Ја Малку лани како- кога победи JJ, а онова Филипинчето нели од Австрија и викам, Даниела, идам кај тебе, ќе идемо на Евровизија, оставам деца, идам на мене ми е Евровизија. Тоа ми е Проблемот што сон јас од сега дете. Пред 3 дена дознаа дека Даниела живее у Виена. У- Ја уште го тераше на другиот дел од Европа. Да, ма ништо. Ајде, кога ќе биде у Минхен. Што се, ти предвидуваш и не? Ја предвидувам нешто. Пази што си рекла. Зезнам се, не. Чекај се, 100 пати кажа, 98 било Дана Да. International, и Владо Јаневски бил 98, ако памтиш со Да, Не зори со зоро, Не зори зоро. Мене па таа песна некако убава е, добро, ама па не, малку ме асоцира на така нешто како немир предизвикувува мене, не знам од кои причини е тоа. Тажна Не е, знам. да. Доста е Така тажна. некако трагедија ми е. Да. Па, А убава, квалитетна. Нено, врати се назад од види, оваа година е јубилејна за Евровизија, 70 години, 1956 е првата Евровизија. И сега да се вратиш назад од 56-та до 88-9 некаде се некои такви песни. Дури гледај, По времето се направи своето. ја вчера дозна која песна беше, само моментот и не можам да запамтам се. Суња да не е. Джони, Hold me now. ја, да, Hold ја. me now. Don't go. Значи ја верувам дека Love songs. ете 90% од луѓето не знаат дека таа е евровизиска песна. Да, Така, он има неколку пати настапувано на Евровизија. и она Мислам а, дека италијанската Воларе. О, кантаре. Никој не знае дека и таа е оваква евровизиска песна. Тоа е Nel blu dipinto di blu. Да. Воларе. Да. 58 тоа било, Да. било трето место. Тато кога се Освоила. Како? Тато кога се родил. Тоа 58. беше. Јач колку е? Да. Ау, па Джони Логан го викат мистер Eurovision и победил 3 пати на Евровизија. Ето, видиш. А мисли? Па, 80, со право. Ама 2 пати како перформер и еднаш како композитор у 92-ра. Добро, Джони. Добро, Джони. Кај си, Джони, како е Джони? И она од постарите Аба, Waterloo. Аба Waterloo. Waterloo, Селин 74-та. Дион има некој, само што не е толку популарна. Не, на Селин Дион малку и така, дури она не ни личи на себе, каква е таму. Сите очекуваа дека лани у Швајцарија кад беше она ќе се појаве како surprise act, ама ништо. Ништо, ништо, да. И Веќе после се доваѓаме до милениумот, кад иде новиот милениум, 2000 година, памтеше кој не представува нас. Не, чекай, само сакаше да ти спомнам, извини што ќе те прекинам, и за прв пат у Југославија е на Rock Me Baby, та-на-на-на, и таа е исто. Али за... Чекај малце да видам нено. Ево ти малку хинт.
А, 100% те љубам, 100% Путала. да. XXL. Не ни ќе не цензурирате. Добри беа, бе, човече, они како тука... Мене ми беа многу кјут. Да, ама на сцената се подзагубија со фалшови, тоа жалчи. Да, беа доста млади, бе, 16-17 години беа девојчињето, децата, мислам сега се жени. Пошто порано нели немаше прв полуфинале, директно финале имаше, само една вечер. Да. Ја памтам, имамо една гостинка тука кај нас и гледамо заедно Евровизија и мене гостинката ме праќа по cigarettes да ја купам. И ја тука знам дека уште 2 или 3 песни настапува Македонија XXL. А ја обсесивен фан. Летно време мај. Ја беше памтам било едно. Па лето беше, да, лето. Куси панталонки и мајца на куси ракави и трчам до трафика да купам такво и како трчам, порано не беше асфалтирано, се на тоа место има куќа тука, имаше камења, нели такво, паѓам така силно, целата нога од џолбан до горе до колено ми беше жива рана, немаше сила да се качам до дома и после тоа со години имаше белек од тај патја. Ке ја памнеш ти 2000-те. Тешко многу распад систем. Па тука стават ми некои прашоци, гостинката дува ногата, ама ја мора да изгледам Македонија и XXL. XXL, како та. Инака 100% те љубам, 100% Играт те да. веќињата тоа време. Мене ми беа како барбики, знаеш, сите од Тексас беа облечени, секој со различен крој, беа плават. Ја имитираше онаа што многу години отпосле стана вирална на Твитер и на Која? Вакво, а не знам дали имаш приметено многу како мим правеа Твитер... со неја или она не знам како се вика са моментот, ама нели има на за да го потсетам. А, онаа црната. Многу нападна. За да го потсетам. Знаеш ли, ние сите како пилиња пеат. За да го потсетам. Што ќе го потсетиш? Бојко си или страстите малку. Вечерва ке го освојам, njemu досаднам. Имаш за да го потсетам. Ненад покварио си ми шминко. Ја многу го имитираше, бемо тога на екскурзија од Гојрано и кај бемо и од другите одделенија ме тераа да го имитирам таа. Леле, нено, растури ми шминка. Де, пошто они нели нормално дека не се пласираа во финале, до година не отидеа на Евровизија Македонија па, идеме со Каролина од нас зависи. Каролинчето, до пред некој ден ја зборија. Обсесија каква беше она на мене, креацијата нејна. И она ли ти беше обсесија? Па не Каролина, која Каролина него. А креацијата? Песната и нели многу го сакаше, она имаше како воин, беше облечена корсет, онај надоле тул фустан црвен, креацијата памтам беше. Александар Ношпал, он нокаут, како се викаше од нокаут, Франц беше со неја на гитара. После ревамп доживеа песната и на Евровизија многу се изненади кога го испеа различно. Леле, Ненад ке туте. Покварио се ми шминко. Каролина, јас се сеќавам, беше некаде 12 саат од полноќ. Ја беше заспал и само мама ме буде, на МТВ дават га премиерно спотот од нас зависи од Каролина. Ја поспана, така се радувам на тоа, а така ми е некако многу, уште го памтам тоа. Каролина многу беше обседна со таа песна и многу долго време. Она имаше и тука нели имаше златни листови. Златни листови, така, костима и беше супер, мислам. Многу јако беше, да, ама ништо и она не освои доволно поени за да се пласира следна година. Следна година, замисли, не смо имале 2003-2004 директива. Тоше. Да. Тоше. Life is a book. Ама се ми се чини дека некако не им ги погодуваат да песните, пејачите имат многу способности,
а на крај песната испадне многу подпросечна за нивниот вокал. Да, за нивниот перформанс и за тоа Јас што сум они такав, можат да дадат. Ангел си ти нели беше прво? Па да, Не беше. мене јас се сеќавам тогаш ја не сум ни била фан на Тошо Проески, да се разберемо. А не сум го сакала, не сум го мразила, нели? Мислам, не, и така, не сум имала некое мислење и не толку му го слушаше музиката, ама еве за Евровизија, да, слушала сам. И не ми нешто оставаше, знаеш, кога ја обично кога гледаш Евровизија, оно имаш goosebumps, наежеш се, кад слушаш, нели, самата музика улава ти под кожа, што викат. Некако со нега не ми беше нешто Life is a book, и така, он стварно имаше вокални способности. Беше болен на настапо, имал висока температура, грло. Да, од Турција беше тогаш. Негови. Дека по путна постапка некој доктор му дал некој инекција што била многу јака, за да може да го издржа настапот. Тогај више имамо полуфинален настап и улезе да, во финале. он улезе, прв пат таа година почна Евровизија на тај начин да функционира со полуфинале и финале. Така, да, што повеќе земји да се соберат и ги поделуваат, да. Таа година Руслана победи. У Турција беше тоа. Wild Dances, да. Да. Тоше имаше настап нешто влечамо од позади, некои црвени конци. Ти исто имаше перформанс. Девојчиња со класнички и едно комшиче тога, комшика, многу го изимитира, извадија го хореографијата и мене ме вика сите ти спомна еднаш ко Тоше по цела сите никога, кај си Тоше. Да, и после сите превише, дури што знам, не ми да, не ти правеше кеф тоа. Па не дека не ми прави кеф со кој ме споредуваат, него едноставно беа многу нападни. Да, јасно ми. Али добро, убав период од животот секој случај, туку ствари на мене ми почна пресврто животот со музиката на некој начин, али тоа е друга тема. Да. Сега, ајде на брзина ќе ги искоментираме сите следни, не знам, Мартин. За Мартин немаше да кажем, он имаше нешто со тапани, сеќавам се. Make my day. Како беше, така, имаше и онака голем тапан они. Такчерки со Доминџо с кратко мини. Нешто како на таа финта сака да Па види, голотијата секад успева, еве, ќе се вратиме па на тоа дека... Ова беше кич претерано. Пинк, турбофолк претерано беше ово. Па така нешто. Според мене. Ама пробува, али... Они ќе се здавеа со Александра Пилева беа двајцата како или он, и као нешто имаше му обети дека било наместено, се направиле за да иде он, купувале телевоутинг гласови, мобилни телефони, делиле картички у тоа време за пораки и такви работи. Па у времето како беше се на телефони се гласаше. Ја не сум гласала, еве ќе ти кажам, ако сум гледала. Не сум гласала, не сум вратела по фиксни или SMS. А мене ми се свиеше највише кога има Скопје фестина, како фестивал и од 20 песни да изберем представник. Тоа ми е окей. Да, и тоа ми се свиеше. Рандом да ги бират. Интерно да се изберат, како се еше у нашата држава интерно и да. Тоа веќе... Елена Риста човече ни на најна. Она у Грција, ни на најна. Тоа беше 2006. Запали ги грците она. Варно? Па беше добра, интересна, беше и певлива песната таква малце. Секси. Она? И она, да, млада, секс, мислам, она и сега си прекрасна, да. Имаш интересен настан со тај убав корсет, па со тие шортс, оно, кратките текси с панталончиња. Интересна беше, убава беше она. Да. А може повеќето го памтат Нина Најна, и ако прашаш некој што не е гледал Евровизија, ќе ја памте повеќе Нина Најна и Тоше и толку. Други вака како ја и ти. Не е некоја песметина, али е песна што лесно лава и певлива. Да. Интересна и по светски терк правена беше и настапу и мелодијата. Па и на англиски исто, како беше Dance with me, на. Така беше, не? На англиски го пеа, само последна рефрен го отпеа на македонски. Много интересно и тоа беше многу. Да. Едно од времињата кад Евровизија уште беше возбудлива. Точно. Која беше таа 2006-та? И 2007 идемо па назад со Каролина, ни се враќа повтор пат со Мојот свет. Како беше таа? Мојот свет се вика музика, нема вера ни
Добра Да. песна, просечна, ама не. Просечна, да, некако. Ево Каролина го сакам, ние сме рода со Каролина. Дали си знаела ти? Ти? Она Как? ми е мене, па минимум трета братачетка. Сериозно смо рода. Како ти бе Каролинчето? Па некако од на мама Од Битолскиот крај некаде или? Па не, она Свети Николи имаше, баба, нешто такво, да. Каролина Гочева. Каролина Гочева. А нели Андријана Јанеска? Јас знам Андријана Јанеска има некои корени Не, исто у бе, Свети бро. Николе. Не, Каролина, ја имам кажано, памтам тука имаше доваѓано на едно место и сликамо се и она после ми коментираше на Facebook кај се бе братачет. Знаеш, Да, ма и Андријана Јанеска исто точно, да. Ма па не, ние те гледаш, може еден дует со неа. Она е тешка, мислам за соработка, она е многу профи, многу пребирлива е. Мислам, така функционира се, шо? На, молим лепо. Звезда си е. Кој ни идеа после венено, подсети ме, малку се губам. Ја, нели ти кажа со која пејачка наша ми беше обсесија. О, Тамара. Која беше со Она Тамара? беше со Врчак и со Адриан Гаджа. Еј. Let me love you. Како? Let me love you. И нешто рапува имаш или така? Let's go. What you gonna do if I let you know you're the only one I've been waiting for. Да бе, забравила сум ја таа песна ја. Таа беше интересна. Белград, пошто Марија Шерифович победи Да. година. У Белград имаше најдобра Евровизија според мене, многу добра организација, стейдж се. Да. И овие нашите не улезеа у финале, замисли. А на нашите на Балкан тука Замисли. многу Епа. трагикомично беше. Ја мислам дека и тоа се некои тешки политики кај шо. Имаше тука нешто како демек на сцената биле од повише националности и демек заради тоа, мада Па нема врска, напротив. Само му биети тоа глупост. Ја на пример никак не ме интересира таа позадина кој шо е, дали е по религија нешто или по националност, битно, нели? Настапува и песа, што мене га. Па нели музиката немаше граници, како беше? Тоа е Ама парадоксално, очигледно е дека има и тоа многу големи. мало дете знае дека се е на политичка база. Да, точно. Ајде ги коментираме остите после за тоа next time. Next time, Нешто што ќе остане. па. Енергично добро рокче така благо, ама ништо впечатливо за да биде вау и за да помине. Исто не улезе у финале они. Не, Ѓоко Таневски. Ѓоко Таневски кога? Он кад го праша how do you feel и он пустио I feel like a fish. Стварно? Не се сеќавам на тај изјав. Официјално интервју на пред настапо како се чувствува како риба се чувствувала. Зашто? Леле, шо сакал сиротио да каже? А трема, поела га трема. Поела га трема. I feel like a fish вика. Англискиот слабо. Мама мија. Океј. Како пред нега знаеш тоа? Не ми Уште га- текнува нено. Забравила сам. И он, мислам, дека улезе у финале. Јас ја имам силата. Да, таму беше убава песна, Имаше така бе. добра, Да. добри тенсерки околу нега, така беше. Кај беше тоа тогаш? Епа, Кај? не знам са. Немој такви работи да ми правиш тука да ме срамаш. Не те срамам, не само трудам се да се седам. Ајде Добро. за да проверам ако сакаш. Многу, не проверувај, да, окей. Ека, Ѓоко Танески, он е без ЗВ. Да, Танески. Сад ćemo да видиме. Јас имам силата. Тогаш сме биле former Yugoslavian Republic of Macedonia. Не, нор. 2010. А кај се одржувало од 2010 била се пишува само кај Осло, Норвешка. Осло, окей. И кој победил тука? Кој победил тука? Зашто бе не може да најде човек лесно такви работи, еве на пример, ово на Джиджи Миджи, тука на пример е улавам и директно да видам кој победил. Сега ќе бил. Лена Like a satellite, I'm gonna play around you. Да, уште ден денеска да си ја пуштеш па, Ленка. Мене не ми се веруваше дека таа песна победи Ола. од Иран.
шо се од кај до кај во испадна, али после го засакано, многу битна песна ми беше у живото таа, на љубовна, како се вика. Стварно? Да. Па не ќе да откриеш нешто. Нема да откривам Не тоа. Тоа откривам. стара работа, виш, прошто. Окей. Која следам? Русинка Владко Илиевски 2000. О, Знаете тоа ќе биде. Они се потрудија тогај да бидат малку поразлични, ама не запали и тоа. да, и таму нешто скока по сцена, нешто рок, нешто вратеа се. со измешано со фолклор, етно нешто, беа така. Он пееше со онакво, знаеш, нешто на руски збореше со оноа разгласо, како се вика правилно, не знаеш што точно, дуинка. Оние, да, е добро, знам за што збориш и мене ми блокира. Та некој ќе рече дебре толку ли не знаете како се вика. Тоа па не знаеме, со што. Многу работи мислам. Да. После Нешто кој идеа како Калиопи, црно и бело, се така ли нешто беше? Да, она таа имаше песна. тоа една висина кад се раздеруваше при крајот. И тоа беше како таа Гинисова книга на рекорди на Евровизија, како Стварно? највисоко пеан тон, да. Беше. И тоа е исто добра песна и настапи, она страшен вокал. Ништо поиш нема да кажам. Добро. Есма и Лозано беа после, со пред да се раздели 2013. Таа и беше интересна песна на... Есма Леле, па страшно ги имитира човек. Мило. Мило. Последните сили Мило беше на Евровизија. Да. Многу се беше лутила што не го испратимо до тога. Ама на крајот нели Мило пратија го. Отиде тетицка. Нешто прво направија една песна, па народот многу беше против спото, како многу рекламирале Скопје 2004 ли беше, не? 2014, да. Тоа многу апла било, Да. што било целата промоција на градо или на музика, и за брзо време го сменија песната и прифанаа им га тоа од Евровизија и нема потреба тука да ставам од тит, така ебо, братенката, што да правам сега? Да. Леле, не. Не, ама До- Есма беше интересна. Мислам Па дека беше, она ама таму некој и минава таму филм. у Евровизија, на Евровизија кога отишла таму исто била хит жената. Па била хит, она мислам дека прва ромка што настапила на сцена. На сцена на Евровизија гледаш. Да, и Она она е стварно краљица беше и уште е. Она уште е, али не некако доби правиле третман после Точно, смрт. да. Многу криво. многу е лошо. Кога на се така функционира и Да. не е чудно. И ја треба така да исто правиме то- музеи, ние не знаеме да правиме пари. Не, па не само да правиш пари, ама да си го чуваш, тоа е национално богатство, еве Ферус исто. Есма не знам кај Но- беше прочитала, значи сега да не звучам уморничаво, ама Да, гробното место и било уништено, не значи за таква звезда ти што викаш ти треба музеј да направиш и за Ферус, за Тоше, еве Владко Добро, за Илиевски Тоше има. исто. Има и за Тоше, ама па е се нешто зорле работата, знаеш, а што викаш луѓе и други држави прават пари од тоа, тука имаш и туризам, тоа ти е еден вид на печат на државата, идентитет. Да не гледаме низ призмата на парите за Не мора, да, ама заслужуваат тие луѓе. Есма 42 деца имала, значи она и покрај тоа што не ги родила, она израснала такви. Цел живот уште кај ти не. Да, и промоција правила на Македонија. Да. И на ромска музика, на македонска музика, нели? И третмано е Епа мило катастрофа. и после Тијана беше со како беше на To the Sky, where do we go now? To the sky. Значи не ми оставила впечаток, чим не ја памтам Ја не го на... ни гледа таа Евровизија финалето. Таа година имаше многу интересна сцена, стејџинго е специфичен така нешто. Ромп ли беше, не знам. Знам дека сестри Тамара и беше у бек вокали, Димитар Андоновски пеачи. Па твојата Тамара секаде у бек вокали, дури и на фронт вокал, и на бек. И на Тоше беше бек вокал. И на Тоше беше бек вокал, да. Ама ништо таа година него ја беше некаде на матурска, мислам, или на свадба, не знам, и не можеше. Веројатно, да. Кои беа други, како после... Даниелка Маковски 2015-та. Вај, Тоа како беше се... таква дистонација, такви фалшови, така слабо. Нешто му додадеа у задни момент да има бек вокали црнци, како да нешто да биде Ети, вау на фактор. тоа ама не се сеќавам.
Значи не ми оставил некој впечаток, може некој друг по-ми е бил фаворит. Имаше песната, малку го доработија, преработија минимално, по-модернистички да звучи, ама литичко. Нешто кад не иде. Основно папани се врнакали опи од 2016 со Дона. Која е таа, бе? Не сум Дона. не сум ја гледала, ти не сум била тука, бе. Катар ја беше тај период, не сум гледала. Исто фина песна, ама не помина во финале. Добро, не се сеќавам. Знам за Јана Бурчевска, наредната 2017-та. Знам дека нејзиниот сопруг сегашен, тогаш ја запросија, она беше трудна уствари и дури оно што идеше за Македонија, снимките нели пред да почне песната, ултразвук, Така откри дека е бремена. Да, дека е бремена и кога заврши беше. Да, тоа беше птен вау трик. Не. Ама и тука ја запросија исто у Green Room. Мене се свига таа песна некако така. Да, после тоа и она идеше со сите што идеа на Евровизија и она секад идеше, пошто имаше музичка емисија, не знам дали уште ја има на МТВ. Има. И у делегација уште е она. Водителка стана, да. Да. IQ беа следни 2018, Lost and Found. Не се сеќавам на таа Марија и песна. како се вика тој гитаристо, мислам дека они се наши. Владко ли беше, не знам како беше гитаристо. Па гледај, Антонија Гиговска и Александра Јанева, мислам дека и беа пратечки вокали. Многу лоша костимографија има. Како, ај запеа песната, како не се, зашо не се сеќавам на песната? Па Не и како иде, јавно тука и никој. по-новите, по-тешко ми иде. Па не за него знам, ама со моменто еве не ми текнува, сакаше да ти кажам дека беа прогласени за најголем промашај таа година во однос на костимографија, бе стварно страшно. Да, девојчето, жената. Не знам дали не ќе беше ти тегне нешто. што Come and take me, I can show you how it's done. Come and take me when no one is around. Добро, готово, текна ми, да. И тука еден преосврт се дешава Тамара Тоевска, Proud. И Proud. прв пат ние смо како Со Норт северна. Македонија. Норт Норт Македонија Македонија. и според мене, ако ти више си нели веруваш тие работи, не знам дали тоа си го заприметила, многу беше апел сфорсиран моменто Норт Македонија и Европа сакаше тоа да го потенцира, да го пласира на народот. Да, и Ја затоа мислам дека- Тамара поени, цело време втора беше. Лоша песната или дека не заслужуваше. Не, Меѓутоа, фино се совпаднаа некако нештата. да, уклопија се работите, Ништо ама не не е случајно. ништо не е случајно, дефинитивно. Пратена е со квалитет на песни, сето тоа има плюс цел, дали. Знаеш како викат тоа е германците? делба, ама Genau. Баш така, точно. Оти, добро а, чувство има. многу. И плюс, не само тоа, нено и... Норт Македонија тогаш, значи. Нели? Само што се деси тоа Норт Македонија и си, сега да не лавам у политики, нели, ама... И многу И беме оп! горди таа година, но. А да, proud. Оти смо северни. Патриоти. Па не, оти освои високо место. Прво место од жири, као беше. Да. И седмо ли, не знам кој е од... Она цело време водеше и второ, замисли. Да. Со гласови? Тоа, да биде Норт Македонија на екранот, што е можно почести. Да, и Не, после... некад да звучам кој хейтер, ама така Па не е хейтер, ама нели, ако ги поврзаш коцките малце, the puzzles... Мислење е тоа, да. Да. Може да и не е Добро. било така. Ај, сори, Може да и не, ајде, ја и ти ќе бидемо conspiracy theories. Да, значи не ќе никој да напредам или да омаловажам, нема веза. Да. Али Ама- добро, и окей, беше, фустано ми се не. свиѓаше. Мене не ми се свиеш. Мене ми се свиѓаше, И- само што знаеш што ме нервира на Евровизија? Само цело време се стое усредина некои песни и нели некое светло и ја мислам Пари треба за... Да. Те со светна на сцената е пара таму. Да точно. рефлектор е 500 евро од вечер. Како тоа иде, не е тоа за џабе. Да, така и некако и знам која држава има највеќе ефекти, сценски настап, верувај дека тие дале многу пари, Многу, а оние да. онака што се знаеш на Епо сред. темата Андреја, последната застана како точка, како circle баш на сред, ништо, зјае, ништо, у подру. Имаш само Буквално. 2 секунди 3D ефект да ме пропаѓа у земја, у вртлок,
Да. Што? Circles. Ма сите бре, многу моќни песни имамо ние што со сценскиот настап не си обезбедија повисок пласман за жал. Ама и после чекај, чекај, направи ми Получи гап од Тамара, од прескокна на Андреја, чекај, Васил? Што ја пееше? 2020 требаше да биде со една, не знам, песна нешто беше модерна, модернистички стил вајб, ама таа година ковид и откажаа Евровизијата. Окей. Да, и тука има државите за право да се го задржат истиот представник за следната година, ама па ако не ќе или ако не се согласува и друг да. Ама 90% беа тие што беа избрани. Тие што претходно. И 2021 беше Васил со таа баладата Here I Stand. Силно ќе го преслуша, па многу убаво отпеано, технички точно, пошто не нели опрески пеа чисто. Да, и оно, да. Видега тај момент перфекција звучи како седе поштен. Оние детски, како беше он, детски селебрити ни беше у наше време. Да. Марионка. Па добро, Дизни тука гледаше ја и коментарите во вчера како песна на Дизни Принц им звучи, нели? Таква, квалитетна и малку е чудно што не улезе во финале. Не знам. Немам нешто посебен коментар за тоа. А еве ти, пошто вака си опремен со знаење за музика и технички и се и... Па технички супер беше. Да, али кажи ми кој според тебе од сите овие што ги спомнама, од Владо Јаневски до Андреја, која ти е онака ајде најдобар вокал, ама кој ти има star quality, онака кој ти е Тамара беше бомбастична и технички и вокално, мислам, техника на пеење и присуство на сцена и така како пакет беше топ. Ти си обседнат со неа или? Не, пише не сум ја со неа обседнат, не. Па добро, стара љубов. Па каква бре љубов, тетерска глупост и љубов. А бе шалим се увек. Жута штампа ќе се активира. Не, па еве, например, јас имам, уште ми е Том Каулиц од Токио Хотел. Знам, па ти своевремено и презимето ти беше такво да... Германски. Социјалните мрежи. Германски, овако, гитарист. Да. Тие што прават? Активни ли се уште? Они, чекај, тоа не е дел од Евровизија, али они се у LA, Лос Анџелес и снимат на Netflix, си снимат овако серијал имат. Каулиц and Каулиц. Као Кардашијанс, да, Каулиц and Каулиц, провери на Netflix. Многу беа квелни они. Многу, да. Па не знам, покрај Тамара, мене лично би рекол Елена Ристевска, ми беше од модерен вајб аспект. Не беше технички вокално топ, ама беше како пакет многу свежи и модерно. Океј. Тоа. Па не знам, и Калиопи е уникатна. Не, Калиопи. Не знам, не ми е било Калиопи нешто. Калиопи си е пеачка, значи нема тоа... Да. Исто и Калиопи ја али не е мој стил. 3 точки ке ставам тука. Дури нема ни да се извинам, ама не можам да зборам за Калиопи. Тоа стои дека напее многу јако, дека некој што има кариера тешка зад себе и што од Југославија била актуелна и позната и докажана. Меѓутоа, како особа, лично мене, не ми дозволува нешто да зборам за неа. Така што Добро. Калиопи нема да го сместам у ништо тука. Дали некој доживеал неправда и стило требало да биде повисоко место, па мислам од нашите мислиш или од генерално евровизиските песни што се? Не, од нашите. Може да само Тамара би сакаше многу и требаше да победе. Тоа. За Proud или? Да. Ја мислам дека Тоша требаше. Мене Тоша ми беше. Па или да победе, или малку повисоко да се пласира. Па добро пласман имаше. Тоа усеќавање што ми е, а неправда у смисол... Неправда, нели? Окрадени. У однос на рангирање на песни. Шо знам? Не бе, нема такво нешто, добро. Нема. Повеќе би ти рекла еве како оние другите песни, евровизиските, од другите земји, поби ти нашла некој што треба да е, нели,
на повисоко рангирани или 12, 10 поени, 8. А имаш ли ти од оние што победиле некој што ти е фаворитка онака? Што нешто? Чекай да ми Имам текне. ја многу. Турција. Која? Чекай, од постарите Every way that I Every way that I can. Да. Set up and Да, Сертап. Она ми беше така да... Çok güzel. Anne, çok güzel. И ова, чекај, која ми се свиѓаш исто? My Number One, Хелена Папарицу. Да. Кои други беа? Чекај, и ова Arcade? Данкан Лорен, па таа година Тамара беше. Таа ми Мене се па не, свиѓаш. таа песма не. Не знам, мене таа ми е многу убава. Не. Да, не е Некој брза, става, не е да. такво. Па да, балада исто на клавирон. Не. Ја генерално секој победничка ми ја уште од првата врвија што ги имам, онаа данците кога победија Olsen Brothers Fly on the Wings. О, да. Тие ми звуча као американците. А чекај да те прашам. Топло на душа. Тоа не се сеќавам. Од кога Австралија е на Евровизија? И зашто Австралија? Мене тоа ми е чудно и ја не можам да си го Оти нешто сака беу преговори со Кина или со Азија оваа година. Зашто? За да земат пари од државите? Не знам што е работа. Стварно не знам. Нема логика, нели Евровизија, зборемо за у граници на Европа, а не ево и Израел плюс тоа, бе. Сакаше да речам, да. И не е фер тоа што го изфрлија Русија поради политика и не знам. И Украина и сите тие работи, а Австралија... Украина е оставена, Русија Не, е изфрлена. Не, мислам на Русија што имаше со Украина, нели тие неспоразуми, да не спомнувам сега работи, нели? А Израел го оставија. А Израел го оставија какви малку земји и се откажаа оваа година. контрадикторно е, нели? Шпанија од големата петка што се нели стандард златен и Шпанија не е, и Турција више одамна не е. Стварно? Јас слушнав дека Словенија оваа година наместо Евровизија истата вечер ќе дава нешто поврзано со војната. Документарка или нешто такво. Која војна? Па не знам за која војна. Пошто ако размислиш, нели, колку војни се десија од 20 Да, не знам нешто во тај стил, така само прочитан, не се задлабочи и не знам дали они имаат право да го направат тоа, пошто нели се некако обврзани они да го пренесат наставно како членки на ЕБУ. Не знам. Тоа е нешто што треба да го дознаемо. Не. Ама мене ми држа вода тоа што бойкотират. Требаше многу глеса. Јас стварно не ќе да заземам страна. Нели? Огради се, Нено. Ајде да се ограда. Нека си прави кој како што си мисле дека треба. Не, ти сподели мислење, но малку така. Па мислење дека имаше дека ги поддржувам земјите што бойкотират. Да. Ама дека сам разочаран од земјите што јавно кажаа дека сакат да бойкотират, ама се плашат да бойкотират. Сваќаш? Тоа ми е мене. Сакам да бидеш до крај, да си го држиш твоите страна до крај. Не да се минеш кога сончоглед по потреб. Точно. И малку ми е тука мене иронично што не знам како да кажам. Ево Украина на пример, војна се воде, они допесналите до некако не знам. Дури и победија Украина, која година? И пак од почнаа тоа. 2022 победија Украина, тоа беше дури што викаш морбидно. И плюс... Не ми е тоа нешто, како така, не знам. Како out of pittiness, као ајке ги сожалемо овие, па ки... Дека не е до музиката, Евровизија. Значи не е до музика. Пропаганда. Буквално. Секаква пропаганда, не само политичка. Многу нешто бе, знаеш ли, јас со кој си имам сликано од ови... Како беше Александар Рибак? Александар Рибак, I'm in love with the fairy tale. Ама ти Да, не ја сакаш. Зашо бе, па дечкото беше не. супер бе на виолината како свиреше. Да, ама мене ми е антипатично селото тоа, не знам зашто. Excuse me. Excuse me, ама не може. Не ме праша, ти мене што не ме нели те интересира ја песни кои ги сакам од тие што победија. А може ли да погодам? А? Чекай, за Тамара кажа. Тамара не е победник. Не е победник, извини. Не, Јас колку песни имам што не ни улегли у финале, а ми биле исто. Не, знаеш кој мислам дека ти се е свијал? Молитва Марија Шерифовиќ. Добро, да.
Чекај, кој друг? Ете, кажа си сега за тие Fly on the Wings. Каде беа тие? Од кај беа тие? Тие беа од Данска. Данска. 98. Ја мислам дека не е омилена песна. Да не... Она ми беше многу смешна. Нета. Има тој. Така че го. I'm not your toy. Тоа беше... Hey, you stupid. Stupid boy. Да, ми е многу cool. Ја уште одма кога испаднав спото, знам дома на моите ми кажа, викам, го песната што мајке победи. Ај, ти кажа Лена од Германија и Satellite. Ама не, ја во принцип секоја песна, ево сега ги имам пред мене, Fly on the Wings of Love, почнала сум супер. Everybody не знам што е тоа. Леле, од 2001 и мало исто како нашата XXL, ама не биле баш пута Л, него 2XL. Танел Падар, Дейв Бентон и 2XL. Да не бидат копија на нашите нови. Добро, да не... Ај... Латвија, сега за сите ќе ти кажам. Ајде. Прекини. Добро, кјутам. Ќе исклучам микрофон. Латвија микрофон. Што промени скроз 50 такви алишта изменија. Знаеш како ние што ги прават триковите на Јајно Тален. Како? Која беше? Ај, кажи. I wanna be the la da dan dan dan. I wanna be the da da. Готово. Да, добро. Танго манго. После Сертап, више го спомнам. Сертап. Wild Dances Руслана, окей. Па и беше и певлива таа онака. Хеј, тука правиме представи пред зграда и многу деца да ви чинат многу играат. Паралелно со My Number One Папаризу исто, она беше многу заботлива, со усти со се. Лордите беа шокантни, ја тогај не, ама отпосле ми се свигаше таа песна. И да. Интересно, да. Шо интересно та? Ја принцип не икам такви хард рокови. Ама добро. Молитва, добро, секако, наше, нели, некако и многу ми беше мило што победи Србија. Believe, Дима Билан. А тај руси, шо... Он шо се, мислам дека на мраз скиеше нешто. Околу нега некој имаше денсер што на мраз. Да, имаше, да, на мраз. Леле. Па на нас не може да ни текне некоја година па и со скънкички да отидеме. Леле. Това можемо. Со санкичка тука околу. Онија роушли. Некад со многу малку можеш да бидеш ефективен, ама... Па... Тачно. Идемо после со Fairy Tale, кажати више. Satellite, Лена, прво ми беше како what the... Ама после го засака песната и неа. Онаа после Ели и Ники Азербеджан Running Scared, дури да можем да тук запеам, сигурно го знаеш. I'm running and scared. Леле, да, немаше врската. Не, досадна. Еуфорија е така, не ми е нешто како вау, ама кога слушам секак ми дава гузбам, што викаш ти. Па така да. Евровизијска е, комерцијално е. Ми беше мех после неа Only Teardrops. Only Teardrops. Окей. Не знам. Добро. Кончита, бре. Тоа беше нешто стварно... Па не Лорди шок, Кончита кад се појави, ја мислам дека сите вака остана пред телевизор, тогаш не бе. Со брада, со се. Тетицка, со брада, со флизура, па... Ама многу добар глас, многу добра техника, многу добро отпеано и тешка песна. Она што викат Джеймс Бонд стил песна. Така почнува. Не знам, мене ми да даваше некоја одбивност, дури не сам се ни посветила да слушам, да... Па, ајде да се сооградам оние, па, значи... Па, окей. Не, па, што да кажам, више, стварно не знам. Лесно може да се скара човек. Да. Мислам, со публика да не се согласи се тоа. Да. Хероите, Heroes на Man's Celmer Row, исто и таа ми е таква нешто. Не знам, тоа нешто имаше... Са, не знам.
Позната ми. Па чекај, многу ми ги онади. Добра, ајде, нема врска. Мене ме нервираше таа од Португалија, Салвадор. Ние, као маче ми беше на сред сцена, едно микрофонче, неисчешлан, мрсен. Нешто има и апарат некој под сакото со срцето, нешто вештачки беше. Така ли? Па имаше некаква приказна за човеко, али окей, нема. Трансплантација донор за срце. Да. Така ли? Ау, пардон. Оваа ми се многу свигаше после Украина Джамала. Ова мала Джамала. 1944 многу страшна песна. Не се сеќавам за таа, не сум ја слушала. Особено недел кад викне. Лутилов, многу слушнеш ова. Баш ке слушам. После што друго, да, ти го спомнава и португалецот, па Нета, тој го спомнамо, Данкан Лоренс Аркейд исто го спомнамо. Да, ми е омилена. Ковид имамо. Добро. Манскин, така ли се изговарат, сите тие блони. Они направија кариера светска. Они се сега у LA светска кариера имат со Браво. се, они ептен вивнаа до неба, дечки. Калуш оркестра, тоа беше Украина Стефанија. Исто, да. Сите знаеа дека ќе победат они, од причина што знаеме дека Што не е. спомнамо и претходно, да. Гледаш, на сите ни е јасно шо е, ама никој ништо не види. Ама сите си кјутат. Да, и упорно со роговите низ зид идат. Трудат се, прават, уложуват, а на сите им е јасно кој ќе победе. Горе-доле знаат барем 2-3 земји што се. Се едно големо шоу, нено. Така да. И што беше после Лорин, па победи со Тату. Да, не ја знам песна, да ти кажам, искрено ја кажувам ти дека не јам Да, гледала. ја блокиран, што изнервира се тука песни, не ми враќаат убави спомени, неправедно победија. Па идемо со Немо, The Code. Лело ночу се вртеше. Не можам ја да коментирам тука, јас се извинувам. Зашто бре? Па Со затоа што- сукничка беше симпатична. Човече. Епа така се Какво чувствував. фустанче имаше, така како балеринка беше и се вртеше. Епа така он се чувствувал како девојче мало со купличка. Така беше изјавил. Значи, а како беше оно сега? I define или јас се... I identify. Identify, да. Он се Ти чувствува... како се идентификуваш, тетица? Јас се идентификувам како... Кокич. Како шо? Јас сум жал на врба. Тужен ми е живот нешто. Моментално, друг ден ќе видам друго, нели можеме да се менјаме? Или Да, кукурик откода. можеме ли да се менјаме? Не ми јасно мене тоа како по желба или еднаш кога подпишеш дека си нешто и толкова. Како иде тоа? Не знам, еве сега да кажам ја дека се идентификувам како мрза Не и да легнам. Таа година кад победи, ама другата година или он кад победи, они, усади треба да ги викам они. А they, them, Да не ги така наведемо, би. они го скршија трофео што им го дадеа на сцената и они другата година кад беа како opening act на финалето, нели, кад беше Швајцарија лани пост држава. Добро. Мене беше многу страд неговиот настап. Он два пати настапи еднашка со песната што победи и уште една пеа песна. Леле, мене ме беше многу страд да го гледам настап. Не знам се зашто. сеќавам, што било работа? Мене ми личеше тоа како на некој нервен слом. Еве погледни го ќе видиш. Па тоа се шизофреничен, не знам како да Не кажам. знам, не ќам да Ајде да не коментирам од... да цитирамо, нели, мислам нели. Ајде, Окей. позитив vibes. Уредо е, нели, мислам, да би се свиѓа окей сум со тоа апсолутно. И што беше оно последното Wasted Love Австрија? Да, не знам, може еве ти како оперски пеач ќе кажеш, Нема што е, па не е оперска А? класична музика за да... што беше тоа, ај кажи ми, ја на пример не ми се свиѓа, мене ми не. гребеше уши као некој да ми... Бродови тука нешто на сцена. Тоа е многу се цени у свету и многу е платено тај начин на пеење кај машките. Ама контратенор тоа. Ама, Добро. Мене никад не ми е било убаво и пријатно и по мој вкус тоа не е. Така што не е дека некако така ми е, не знам. Не знам. Не можам, не икам. Не ми е интересно, бе. можам. Не, и ја не, искрено мене тоа ми е као некој да ми со игли у уши. Не. Боцка, да. Ама знаеш дека има многу песни што ствари не победиле, се многу големи хитови. И сега Да. не знам дали е пропаганда тоа што уште ги пласираат у јавност. Еве онаа Верка Сердучка. Аха. Ја не знам која година уште она не е била у онај
ревијалниот дел на Евровизија. Секоја година Верка се изремче прва. Мислам, и тоа е мушко. Знаеш али тетичка Верка? Тетичка Верка. Верка е прва во ревијалниот дел. Без Верка нищо. Она е зибен, ај лулу, зибен, Ај, свај. Уреду е, циркус, се, ама дај малку бе, доста ти е бе, Верке. Верке, оди си дома да си легнеш. Неверо, ако ми веруваш, досади ми вражено. Со онојата фото што ги има едно како антена, како од телетавите. Баш. Каму да светува пропаганда, се е поврзано. Се. Мене ми се свигаше Хари Матахари, Лейла. Беше му убаво. Има тука многу... Она- Лано, Желко... Беше И знаеш кој е? Која? Овај Махмуд Солди, италијанската. Италијански е Мамут. Стварно. Мамут. Па он е Махмуд, па он е дете на овака избеглица или како на... Мамути. Не. Па не, приказната самата песна беше дека нели од Мароко што пребегале у Италија, не знам како тука. Солди са пари, мислам, на италијански. Солди. Што сте пари? Пари, да. Не знам, еве, Па добро. професорката нека каже, Онај Мила. исто првото беше пред која година, како беше? Тај онај кари, или како се изговара, ча. У зелено едно што беше такова пумпарица. Дебре од Хрватска вај ќе победи, на крај победија во фустинчето, момичето. Се вртеше, што да кажем. Имаше нешто за Хрватска некој изведувач, Тебе- нешто беа интересни, леле, пак ќе треба, па многу песни се венено, кој да ги запамти, и тоа се години уназад 20. Текне беби лазања, рим тим таги дим. Рим тим таги диги дим тим таги диги дим тим таги диги дим тим таги диги дим тим таги диги дим. Hey, I'm a big boy now, no, чао мама чао. Лорета, што си правила ти? Не, овие последните ја ти кажувам, значи Ти немам си ги... спала со Биби. Јас знам. Не, Биби не беше родена уште. А не? Ау да бе, леле, стварно. Па може, ете, тај период гледаш со дечки и ваму таму, не сум имала време да гледам за И што тоа. са, и што на крајот ќе речеме ние, што треба да се десе за победа некој на Евровизија? Има ли некоја формула? Ја мислам формулата да биде шо поголем фрик. Што да биде? Поголем фрик. 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 Па не знам. Формула дефинитивно мислам дека не е песната. Ама, ќе мисля, фрик, само фрик или и да знае да пее и квалитетна песна да има или само фрик да биде? Твоето мислење. Моето мислење е само многу пари. Многу пари. Се друго ќе се намести. Моето мислење е политика. Джаве пари. Парите ги имат уствари тие што го вртат светот, така што... Ето. Ето ти го одговор. Дури и да се обере Македонија, рецимо, ево пари, па нема да постигне нешто посебно. Сваќаш, нема да ја Да, дозволи. ама мене тоа како, ајде да не звучам, ме прави тажна. Не, туку нервираме од една страна. Зашто бре, човекаш музиката нели е Да поврзува, да обединува. да поврзува, да ги обединува луѓето, да музиката лече. Гласањето Грција на Кипар на Грција, лупам, не знам, Србија на... Да, На соседите си дават сите, Да. овие... Онаму горе премногу очигледно е. Шведска, Норвешка, Данска, не знам кој. Мислам, нели? Да. Уредо е, мислам, добро са. Ај. Многу глупа работа. Однапред знаеш кој на кој ќе даде. Ретко некад се деса некој да изненади со поедите. Многу ретко. Многу ретко, па тоа веќе као пред време гледам. има некој као Ще гледам, убаво ми е, интересно ми е периодот, тако од дете, валјда тоа е традиција некоја. Па ја ти И викам, дома- имам традиција, ти кажа претходниот пат како ми е ама било. ние добро. традиционално дома гледам и ја секад сум бил потресен, некад и принтам у скоро време, ама некад многу рачно ги пишуваше, па и уште. Рачно сите и гласамо со поени и после тоа споредуваме колку сме погодиле.
Ја уште рецимо што од сега имам предвидено според мене кои ќе улезе од прво полуфинале, кои ќе улезе од второ полуфинале. Стварно, леле, ја немаше многу време слуша нешто од новите песни, ама уште ми е така. Ќе видам. Па дај нешто да споделам и за новата Евровизија, да ни го оставам утре вечер финалето бе. Ајде, дај, нема што немам и Имаш многу ли време. некој од тие што ги преслушаш, што мислиш дека така имат шанси да бидат? Кипар? Мислам дека ќе биде интересно, ама Кипар секад идат на безбедно, они се со некоја згодна Кипар вече на женска. женската кој Шакира малкуше. Да? Джала, джала, Джала. джала. Опа, нешто на маса пее. Па Така дај. и текста е, да, текстот е така маса качена. И сценографијата ќе биде така голема маса, дига се Сигурно. доле како лифт и она на столче на масата пее, да, така. Да, Гледам сигурно нешто. пробата. Гледали ја пробата? Yes. Не. 30 секунди само, не целосно, толку дават. Па добро, толку и дават, да. И Албанија мислам дека ми се свиѓаше, само не можам да... Балада има за мајките како ги чекат, испраќат синовите на печалба или ти на живот у странство и како да ме цело време ги чекат на куќниот прак. И тоа никад не се деса, никад нема да се врне за секад сино. И баш кад се врне више мајката го нема, по ги чека нешто така. Кад пак ќе се видамо, кад пак ќе видамо заедно. Жална е песната, ама не, тоа нема шанси да победува. Па, не, ја чисто лично Аз свој ти кажам што фаворит, ти свиѓа да, тоа. ама што би победило, стварно е знак прашалник. После овај разговор гледаш дека сванамо не се бира музиката. Па добро. Не можеш да кажеш точно сакаш. А ако сакат нашите гледачи да споделам ли ја што предвидувам, ово више ќе се Ајде. десе. Да, сподели. И прво и второ полуфинал. Сподели, а може и да си коментират како претходниот пат за 90-тите Да, кога само што зборим. ќе се извинам што не ги знам да ви ги кажам и песните, како држави ги ви ги кажам, за некој Ок. знам, за некој не. Најде. Шведска со онај типо што пее многу јако и типката со плава коса што свире виолина. Лудило со они. Они Да. имаат па песник такав настап и тако убаво звучат, он уживо и дозволија да свире еден дел со виолината што не било дозволено по причини. И тука нешто имаше препирки околу тоа, не знам. Да. Ама многу и она е прва уште од кога го пушти у јавноста пред 5-6 месеци, од тогај е као фаворит дека ќе победи, стварно квалитетна песна. Грм. Океј. Хрватска ќе улезе од првото полуфинале, Лелек, девојките Андромеда го пеа. Ама да, и нив ги нешто слушна, ама Па мене не ми е по мој вкус тоа, ама добро. Не, Ако ама ако ајде. испеа добро, веројатно имат тоа шанс. се бара, да. Јас се надам дека добро отпеале и дека земале часови технички да бидат добри. Грција меѓу фаворитите Акилас, Ферто, Кога Супер Марио настапи има нешто, како игра, рипа скака нешто со Добро. капчи Ти си со ги мачки гледаш, и гледал. ушиња. Многу јако. Он е втор на листата на оние како ги викат Bats на Знаеш. Што се онодуват на нив, На кладат на кладат. нив, да. Финска ќе улезе, вие са тука, не знам што беше Финска, ама така мислам ја, Израел дефинитивно, ама и окей е песната. Белгија, за овие не знам стварно да ви кажам, меѓутоа верувајте дека сум ги преслушал и не е така ради реда само. Литванија, Сан Марино пее на типка што се вика Зенхит и ќе пее со Бој Џорџ. Бој Џорџ е бил омилен лик, омилен пејач на мама у нејните тинеџерски години. Бој Џорџ. Види. Ако знаеш една песна, Culture Club се викала неговата група, англичанеца, една Кама, Камелија, там ја милна песна. Па таа на мама. You come and go. И тај сега, тај оваа песна има само 10 секунди едноредче пее, ама ете. Па, Многу добро. викат дека нема да улезат, ама ја мислам дека ќе улезат и многу добра песна има што ме потсеќа баш на тоа време, на тие 80-ти години, 70-ти, малку кога била тин. Многу добро. Океј. И тука остануват ми Полска и Србија. Србија Лавина, крај мене, знаеш ли? Не сум слушал. О, многу добро, многу добро. Малку, ама добро, ја имам големи надежи за нив. И за Па финалот. добро, Србија и колку Мислам- пати е била домакин за Евровизија, И нели? ми е Молдавија, они ќе го отворат првата полуфинална вечер
имате една Вива, Молдова, та. И Таа ја лично слушнав, да. на овие на украинците што победија со Стефанија како победија, тај стил песна. Некако е Од копи. второто, мојата фаворитка Дара, Бугарија, Бангаранга. Ама бангара, бангаранга, 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 ама бангара, бангаранга, бангаранга. Топче. Дара е многу убава девојка и многу талентирана, многу убаво денса и јас се само крстам да има добар настап и тоа ќе помине на Евровизија. Романија, Ерменија... Пак идемо у Бугарија на Евровизија. Тук не... Еми тук ни е. Паљава картата и... Двољаво. билето и... Ами не е више љавови. Евро. Евро. Кипар еве сум го ставил ја на листа, Данска, Австралија, како дел од Европа. Украина сум го ставил дека ќе улезам, Украина од проста причина што мислам дека ќе улезе од други причини. Не дека е лоша песна, ама Албанија, Малта, Малта има добра Ајдан ли се викаше, Бела му се вика песната балада и многу добар настап има, ќе видите. Виделе сте ствари. Да. И Норвешка. No. 50-50 ми е Швајцарија, Азербејџан, Луксембург, Чешка и Латвија не, според мене. И нешто устило како Финска го гледам како потенцијален победник, Сан Марино како surprise qualifier, Португалија како ќе страда од публиката, нема да добие доволно гласови за да улезе, иначе не е лоша. Па да. Швајцарија е ризична и Естонија што е преценета песна. Па добро. Што? Кој победе? Ај сега кој победе? Ај. Интуитски. Ајде. Имаш, ајбе, баш ме интересира, бе, па. После следната епизода ќе го отвориме со тоа да видиме баш кој ќе победе. И вие тука што не гледате, коментирајте ни са кој ќе победе утре на Евровизија. И вашите одговори ги зему у обзир и награда ќе дадеме на тај ако погоди некој. Ја ќе го гледам награда. Не ви кажувам изненадување ќе биде. Пак ќе производи. Не ни ти од сред емисија ме правиш изненадување. Па како? Ама ајде да ми кажеш ти Германија. Еве ајде, не Македонија, Германија да победи. Добра Германија. Така. Добра, за да биде кај тебе ќе ти дојдем на гости. Така. Ќе идемо заедно у Минхен ли кај да ќе биде нешто. Акредитација, ќе си земеме акредитација и има да видиме како маскоти на Евровизија. Да. Мене таму ме викат Цвај и лесно ќе поминемо. Ти ќе викаш Цвај, ја. Але бајде Цвај, Цузамен. Лорита лесно така име, не е некое македонско течко. Да. Ќе отвориме ли карате? Леле, па ти предходната емисија ги забрави човеч. Забрави што да правам. Брз живот, Лори, тешко. Не е една работа. Ајде, прво ја или ти? И да ја затвориме емисијата. Ти ќе бидеш, ајде ја тука вако и ти кажеш стоп. Стоп. Стварно фана една карта колку јако. Твојата карта стојат ти некој документ. Вика, некоја црна женска особа. Never underestimate your power to change yourself. Супер. Не си го подценувај твојата моќта за промена. Да, идемо натака. Како вика Ѓоко Танески, I feel like a fish. Јас ја имам сила. Па шо ние не можеме да се чувствуваме како фиш? Да. Што хоиш? Па е Ѓоко. Како беше? Охрид. Да, он може за тоа. Шип може, како овца, пошто Цвети Николе од овце повеќе. I feel like a sheep. Да. Или па тоа двосмислено може шип и брод. Може. Нека си одлучат тие што слушат дали кажава е овца или брод. Да. Ајде да видиме за тебе, нени. Чекај, човече. Јас ја имам моќ. Пати такви, да завршам, знам, чекај. Нема врт. Чекај, се викаш овај отече. Чекај, пада карти, растура се судбина, чекај. Лоши тука документи немам собрано. Немам, ќе се поништа во свет тука во предвиđење. Чекај, вака да не гледам, да не речеш после. Вие сте многу позитивни карти, треба нешто да направиме. Треба нешто и такво да најдеш што да ни ја... Што е тоа? Keep it up. Keep it up. Само напред. Само тако бре, види како ми одговара со стајлингов бре. Нели. Како беч.
па keep it up, него како нема застанување, деца. Еден ден може и ние ќе настапиме на Евровизија. Па откај знаеш, ќе поведе Македонија, ја и ти водители. Па на водители, ама ем ќе пеемо како такво, ем водители. То не знае дозволено, ама ќе сменамо нивни правила. Ќе сменемо и Ќе правила. најдеме дуплу закон. Ајде. Така е. Па, многу пати ја ќе пуштам дома на телевизија песни, нели, да со спотови и децата вака у телевизор. Деца, музика се слуша, не се гледа. Чувствува музиката, не? Па ти слушаш тука некој пее ти обрнеш се он со брада, со коса дуга, со шминки, со мислам не, он со костим, брада, муж. Обрнеш се, слушаш пее ти некоја не знам, обрнеш се ону сукничка плетена. Нели? Не знаеш, визуелно многу... Да, влијае. Ама тоа во такво време живееме, што визуелното е многу побитно од аудитивното. О, да, аудиото, да. Јас што викам очигледно и ушеслушно. Да биде интересно. Требаше да се извежбаме, ајде да го извежбаме химната на насловната тема на ЕБУ. Там, прв глас, втор глас и... Од Евровизија. Добро вечер. Good evening, Europe. Среќа на име на сите. Да. Утре на финалето. Ја од вече чекам да ги гледам полуфиналиња. Ти ќе гледаш ли тоа, не кажеш? Да. Ќе ви кажеме на сите вас ушеднаш фала за поддршката и за коментарите. Слободно коментирате кој ќе победи на Евровизија според вас утре, а и слободно дајте ми идеи за следни теми. Точно. Може да не ја изоставуваме и 2000 новија милениум, ама еве идеички нека дават луѓето. Да, за 2000-те сигурно ќе збореме, ама и сакамо нешто што вие мислите дека треба да ние коментираме. Ево и моето куче се буне, више ме чека. Да. Чао. Европа. 12 points go to Sveти Никола. 12 points, Sveти Никола. Чао. Сант Никола.